што најде ти, што најдов јас? Ајде, ќе го прочиташ ти, јас Па не, првено моето е кратко. некаде на средина, ама ми го задржа вниманието илустрацијата. Да, илустрациите се прекрасни, ќе говорим и со Ана, меѓутоа јас случајно листајки веднаш честитките и ги упативме, меѓутоа Кусо и едноставно вели секој ден може не е добар, но во секој ден има нешто добро. Се е тука. Така е. Да, инаку ова е првата книга на Ана Салтирова Давидовски, се нарекува Благодарам, и јас и Марко сме фасцинирани од дизајнот, од содржината, се уште не сме прочитале, ама ќе имаме можност тоа да го направиме деновиве. Ја поздравуваме Ана, која што на големо задоволство ја прифати поканата. Благодарам на поканата, благодарам и поздрав до гледачите. Секогаш имаме аплауз, речиси кон утринското шоу, затоа што прво ги имаме авторите, второ имаме и навистина еден куп авторски изданија во текот на оваа година и многу ни е драго дека речиси кон крајот добиваме нешто што е наменето овој пат и за помладата популација. Фасцинантно, честитки, Ана. Благодарам, како беше и јас онака неисторно, баш сум задоволна. Добре е тоа, добре. Зошто благодарам? Многу символичен наслов, веројатно крие многу нешта. Па, во основа, позади самата книга се крие целата методологија, иако изгледа вака многу едноставно, стои сериозно истражување позади тоа. Станува збор за неуролингвистичко програмирање, наука, која што се занимава што е станува збор? Неуролингвистичко програмирање, НЛП. Добра. Наука која што изучува успешните и не толку успешните луѓе и која е разликата помеѓу нив, како да се премости тој мост. Јас сум воодушевена од таа наука, инаку сум НЛП тренер и НЛП коуч. Што би значило е Кусо на НЛП едукација или НЛП едукација, добрата работа е што ни доаѓа у Македонија. Доаѓа во Македонија. Да, овој викенд имаме почетниот стартерот, НЛП стартерот. Во основа НЛП што би значено? НЛП двајца луѓе си имаат запрашано што е разликата помеѓу успешните и неуспешните луѓе и имаат почнато да прават сериозни истражувања на таа тема. И во основа НЛП-то е интересно тоа што не е измислено, него е препознаено кај луѓето што постигнуваат успех. Има додено до сознанието дека успехот има структура, а ако има структура, ние можеме да ја видиме, препознаеме, примениме. Значи има своји критериуми, карактерни особини можеби за една индивидуа. А самата едукација подразбира еден куп техники, еден куп вештини, менување на мајндсетот, кој што ќе ни помогне да постигнеме успех, базирано на она што имаме препознаено кај луѓето што имаат постигнато. Верувам дека ќе се закажеме ние Телма амбуланта наскоро. Па не само Телма амбуланта, и другата има вака во утринската убави работи се. Ова значи дека не е, ова е книга за деца. За деца. И сега ќе објаснам како да тоа, како ова што претходно го споменавте, нашто ни звучи како квантна физика. Физика апсолутно, да го разберат децата. Инаку квантна физика има поприлично доста во него. Нешто има тука. Во основа кога избираме стратегија за успех, спомнав јас сум воодушевена од самата наука и бев многу се прашав зошто ова не го знаев порано. Колку ќе беше супер многу работи да знаев порано. И од таа гледна точка, јас во тоа верувам. Зошто? Да. Тогаш решив дека јас ќе направам нешто што би можела некои луѓе да го дознаат некои работи порано. Затоа одлучив да напишам книга за деца. Таа книга за деца во основа се вика Благодарам. Од каде дојде насловот Благодарам? Дојде во насока на кога бираме стратегија за успех, забораваме два чекора. А првиот чекор е како се чувствувам кога ја бирам стратегијата за успех, и вториот чекор е што зборувам додека ја бирам стратегијата за успех. Сами знаеме дека кога не боли глава, кога нешто не е како што треба, скроз различни работи избираме. Да. И согласно тоа, самата книга е одговор на првиот чекор, а вториот чекор е книгата на која што работам. Така да, благодарам дојде од концептот дека благодарност е научно докажано дека ја минува состојбата во која што сме. И кога сме благодарни, ние технички невозможно да бидеме тажни, депримирани. Ама знаеме ли да бидеме благодарни, Ана? Тоа е вежба и ние треба да се лутиме што добар дел не знаеме, заради тоа што со најголема љубов и најголемо разбирање ни имаат научено родителите да ги забележуваме сите работи што се проблем. Со тоа пази да не качиш таму, пази да не паднеш, не се прека таму, не се прави ова, не се прави она. Никако старт негација. Има оправдано заради тоа што е за наша безбедност, али тоа како растеме го генерализираме и после го пресликуваме сега. Пак повторно ќе кажеме, сето тоа се рефлектира подосна во животот, па треба допрва да ги стекнеме, односно да го стекнеме значењето на еден едноставен збор, а тоа е благодарам, всушност како и името на книгата. Сега, како книгата, особено на младата популација, може би навистина да помогне во откривањето на свеста? Што може да поентираме или така да заклучиме накус? Оваа книга е интерактивна, што би значило дека треба да ја работат заедно родителот со детето.
Има идејата што ми беше? Идејата ми беше родителите да бидат добар пример за децата, тоест да ги посочат. Станува збор за 31 ден благодарност, каде што родителот заедно со детето искажува благодарност пред легнување. Зошто пред легнување? Заради тоа што енергијата со која што си легнуваме, енергијата со која што и да се заблагодариме на денот. Така е. Темите се различни и родителот ќе има можност со детето да разговара 31 ден на различни теми. Он да извади од себе што е она кое што е он благодарен, он да види како детето му размислува за некои работи, да може да го насочи, да може да го упати, да може баш да му биде добар пример. Кога ќе го прави тоа на почет, интересен е феноменот и што децата супер реагираат на книгата, родителите викаат: "Бува тешко." Заради тоа што ние сме навижбани, пак кажам, да ги гледаме негативните работи. Децата се многу поотворени и би требало да им се створи како навика. 31 дена ни случајно поради тоа што за да се формира заради месецот, али за да се формира навика, докажано е дека треба да се повтори нешто барем 21 ден. А јас сум читал и во неколку книги повторно дигресија, ама тоа е кога имаме еден куп муабети дека еден месец мајндсетот се менува доколку можеме да ги примениме благодарам, пардон или било кој од овие сите работи. Веројатно за сите нови навики. Меѓутоа и во момент некој ако ве изнервира или се случи или адхок ситуација, постојано го имаме, нели како момент да останеме сталожени повторно да заблагодариме за лекцијата која што сме научиле. Ја од себе имав еден адхок милион работи. Верувам. И тоа е само начин на кој што треба човек да се навежба за да не му влијаат на истите работи. Има и 4 активности, зашто е месец дена. Во тој еден месец има 4 активности што се прават за време викендите, ги прави фамилијата заедно, а оно што го прушта на самиот почеток, теглата на благодарност е предлог со кој што ќе заврши, за да не заврши после еден месец активноста, него да проложи малце понатаму. Да се земе една тегла, сите имаме многу тегли по дома, на неја да напишеме секој ден не е добар, но во секој ден има нешто добро и да бележиме што е она кое што било добро во текот на денот. Зашто интересната работа е, на мозокот само треба да му дадеме команда што да бара. Мене целта ми е на моите деца, а сакам да ја проширам таа идеја. Дали вашите деца се и ликовите? Да. Да, тоа приметив, Елена и Огнен. Таа е посветена на нив. Еве ова што го гледам ментално во самата книга и се исто елементи од нашиот живот, така да баш ги прекрасно. Еве ова што го прикажуваме за публиката. Ова е всушност и таа интеракција на која што може да се. Така е. Детето, големиот, за големи викаат дека сум требала да пишам возрастен, но викам нас децата не викаат големи. Сега мора да го адаптираме некогаш и речникот нели во нивниот мал убав универзум и свет. Одлично е, да. Промоцијата беше на 15 септември. Како од тогаш се реакциите, Ана? Бидејќи спомена, нели имаш досега бројни коментари за можеби за разни делови во самата книга и така натаму. Јас сум многу задоволна, земејќи пред дека ова е прво дело. Прво мое дело беше препознато. Јас не сум многу пристрасна, пристрасна сум, не можам да зборам за книгата, јас ја сакам, многу ми е убава. Најдобра е, најубава и така натаму, нормално е. Покрај убавите многу други. Но она што го добив како фидбек стварно ме прави среќна, добив стварно фидбек. Знаеш што важно е пораката што си сакала да ја принесеш, да стигне до вистинските луѓе, макар и да се помалку можеби, да бидат вистинските. Тоа сакам да кажам, а сигурна сум дека ќе стигне до многу луѓе. Јас сум баш задоволна како се движи, така да убаво оди и продажбата. Каде може да се купи? Може да се купи во 3, во Антолог, во Тримакс, на Купи книга. Одлично, тоа се добри. Ова сосема идеален подарок сега и за новогодишните празници. Да, тоа е исто супер предлог. Јас се пуштив и по фирмите да ги замениме чоколадцата, барем дел од чоколадцата со книгата, зашто според мене оваа книга одлично, зашто јас мислам инаку работам како HR менаџер во АМСМ, така да ние сме темпо да не значи. Влегува во тоа, самата книга ја покрива Work-Life Balance програмата, што би значило на вработените ќе им овозможат да имаат квалитетно време поминато со своите деца, од една страна, од друга страна, кога вработениот секоја вечер пред легнување ќе размислува што било добро во неговиот живот, со таа убава енергија ќе дојде на работа, а ние од HR знаеме колку многу е важно да имаме посветени вработени и како посветените вработени индиректно, тоест најдиректно, влијаат и на профитот на самата компанија. Така да дел од компаниите ја препозна оваа можност, зашто сум многу среќна. Интерес?
покажа. Има. Одлично. Не е Баш се некој радувам. вау интерес, Добре, али за полека. почеток, затоа што јас мислам дека на денешни деца чоколадите не вистина не им достига. Да, ама Стварно и има мислам дека јадат премногу. повеќе од што треба. Да, Верувам повеќе дека од и што тоа е треба. задоволство, меѓутоа уште поубаво е задоволството кога може оваа идеја да се односно и ние да ве поддржиме, а на вас и цела екипа за ширењето на идејата за благодарноста, бидејќи тоа е навистина неопходно денес. Апсолутно. Ана, ние ти благодариме за ова интервју. Беше преубаво да те имаме денеска во студиото. Само ќе објавиме дека еден ваков примерок ќе доделиме на социјалната мрежа Facebook кај нас. Ќе имате можност да аплицирате и се разбере еден од вас да биде среќен добитник и Меѓутоа, книгата да си ја подигне во Телма. Да, и како рековме за неуролингвистичкото Програмирање. За тоа дополнително ќе ја закажеме, Ана. Да, и за едукацијата всушност на НЛП малку подетално да влеземе. Еве јас тогаш многу накратко, затоа што почнува сега на 24 на 25. Сите информации може да ги видат на sensum.mk. Ни доаѓаат тренери од Србија, тоа е исто одлична можност, тоа што јас морав да патувам натака, тоа бара и време, и пари, и живци, и многу други работи плюс, а тука ни доаѓаат баш дома, така да е супер. На нивниот сајт може да ги добијат сите информации или на нивната Facebook страница, па да не земам повеќе време од тоа, али Сега таму го ги имаме имате. контактот. Беше чест да те запознаеме и Благодарам на поздрав и поканата. до колегите да Автомотосојузот на Македонија. Секако. Сега го имаме контактот, верувам дека во иднина ќе се дружиме и за многу други теми. Мене ми е драго што Ана пред малку ни откри вели прва книга ми е, меѓутоа веројатно тој порив, таа инспирација која што ја имаш за да напишеш нешто, кога тогаш ќе излезе на виделина? Али е детски сон, така да јас од малецка сакав да бидам писателка и после некои случувања во животот Убаво. решив да си ги исполнувам соништата и Како тоа не? и топло го препорачувам на сите. Ако имате соништа, негувајте си ги, исполнувајте Вие си сте ги. повторно само еден убав пример за тоа дека се е до мајнсетот. Колку посакувате, односно како ви размислува, што говорите, што размислувате, тоа се остварува. Да, она што го правам, вистина и го живеам, така да јас исто правиме со децата благодарност секоја вечер. Лично работам благодарност, дневник на благодарност од 2014 и баш можам од лично искуство да кажам како стварно се менува лека по лека сето. Елена и Огнен, прекрасни сте прво да ви кажеме. Со мама направивме одличен разговор вечерва. Добра ноќ. Фала ти многу.